Седи на подлогата, нозете испружени напред. Свиткај ги колената и спои ги стапалата едно со друго. Повлечи ги стапалата поблиску кон карлицата, само колку што е удобно. Фати ги стапалата со двете раце. Провери ги стапалата. Табаните се споени. Стапалата се активни. Провери ја карлицата. Седалните коски тежат рамномерно. Ако колената се високо од подот, седни на перниче или блок. Исправи го рбетот. Продолжи се нагоре од темето. Градите се отворени. Рамината паѓаат надолу и назад. Колената паѓаат надолу само со тежина, не со сила. Ако сакаш, со издишување навали го трупот малку напред од колковите. Грбот останува долг, не се заокружува. Дланките може да останат на стапалата или на глуждовите. Вратот е долг, погледот напред или надолу. Диши мирно, без задржување на здивот. Остани во позата. 5 до 8 длабоки вдишувања или подолго ако телото дозволува. Со секој вдишување создавај должина во рбетот. Со секој издишување омекни ги колковите и препоните. Не туркај ги колената надолу. Отворањето доаѓа постепено. Излез од позата. Со вдишување исправи го трупот. Со помош на рацете спои ги колената. Испружи ги нозете напред. Нежно протреси ги. Одмори еден здив. Кратки корекции. Ако долниот грб се напрега, седни повисоко. Ако колената се чувствителни, постави перниче под нив. Ако губиш должина во рбетот, остануваш исправен без навалување напред. Оваа поза не се прави со болка во колкови или колена без соодветна поддршка. Крај.